Бројки што загрижуваат, но и бројки што врзуваат. Хосписот Сју Рајдер во Битола, кој како работна единица формацијски припаѓа на јавната здравствена установа специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 ноември во Скопје, според бројките на позитивни пациенти и вработените со вкупна бројка, во моментов излегува дека е најголемиот корона кластер во Битола. Од 61 пациент колку што се сместени, 46 се позитивни или со процент 75,4% се со COVID-19. Исто така кај персоналот од 41 вработен, во скринингот позитивни излегува 19 лица или 46%. Ваквата црна статистика состојбата ја мултиплицира со самиот факт што станува збор за една од најранливите категории граѓани, лежечки болни со малигни заболувања, други тешки болести и така натаму, и на сите им е потребна специјална нега. За среќа тука работи високо обучен персонал од лекари, медицински сестри, болничари и друг помошен персонал. Пациентите невозможно е да се дислоцираат поради нивната состојба, а персоналот со половина сили ќе мора да одговори на сите предизвици. Пред една недела никој не можеше ниту да предпостави дека хосписот Сју Рајдер може да биде најголемиот кластер со COVID-19. Меѓутоа, според сегашните бројки, од прилика така излегува, иако станува збор за повеќе фирми во Битола со огромен број вработени. Како ќе се справат персоналот во кој исто така има доста заболени, допрва ќе се види, иако од менеджментот на ова јавно здравствена установа со седиште во Скопје се вели дека проблемите ќе се надминат. Оправдан или неоправдан оптимизам допрва ќе гледаме. Директорката на јавната здравствена установа 13 ноември Самија Љатив Петруловска оптимизмот го базира што барем засега сите позитивни на COVID-19 од пациенти до персонал се со лесна клиничка слика и што се спроведуваат сите мерки и епидемиолошки протоколи. Од друга страна, овој современ комплекс располага со сите неопходни медицински ресурси, па дури и со апарати за кислородна поддршка, доколку е потребно. Од Центарот за јавно здравје велат дека ситуацијата посветено ја следат и се надеваат дека нема да се случи најлошата варијанта, пациентите заради можен пандемиски колапс на персоналот да мораат да бидат вратени дома. Тие ќе се тестираат само доколку пројават симптоми на корона.